Цинкот и витамин С конкретно се многу важни заради тоа што помагаат за да се изградат Т-лимфоцитите. Тоа се клучни клетки за за имуниот одговор и заради тоа велиме кога се внесува цинк, тој треба да биде барем во 10 милиграми концентрација на ден за да до 15 за да постигнеме соодветен ефект. Поготово кога е инфекција, тој се троши уште повеќе. Се троши уште повеќе и доколку ние имаме некои заболувања, на пример, доколку црниот дроб ни е заболен или имаме стеатоза, замастен црн дроб, нас не ни требаат уште повеќе концентрации затоа што го губиме, не се извлекува од исхраната. Так. Витаминот С ни треба во концентрации, значи негде околу велиме минимално 100. Меѓутоа, тоа зборуваме за нормална состојба, кога не се очекува инфекција и треба да го внесуваме за постојаните тековни процеси. И ние ќе го внесеме, тој не е дефицитарен преку храната. Так. Значи имаме агруми на располагање, имаме јаболки, имаме пиперки, имаме плодна почва, македонска и слично, можеме да го внесеме. Меѓутоа нас кога е вака сакаме да направиме превенција, нас ни требаат од 200 милиграми нагоре до 1 грам па и повеќе кога е тековна инфекција. Така да такви количини нема шанси ние да влеземе со храната нема, да. Значи мора да се суплементира во такви во соодветни количини. Нема голем ризик заради тоа што е водорастворлив па се изфрла. Па се излачува. Преку убезите. Додека витаминот Д? Витаминот Д по сите истражувања и понови е доста дефицитарен, поготово кај луѓето кои што јадат се на вегетаријанска исхрана или веганска уште повеќе. А е уште повеќе дефицитарен затоа што животот се промени, многу сме во затворен простор, бегаме од сонце бидејќи има штетни ефекти и слично, а витаминот Д се ствара претежно под дејство на UV-зраците во летниот период. Така да, за малите деца, зборувам, се препорачува суплементација практично обврзно до 2 години. Дискутираме за 400 интернационални единици или околу на ден. Кај возрастните се предпоставува дека доколку имаме нормална исхрана, доколку внесуваме риба 2 пати неделно и така натака, ќе можеме да го внесеме во доволни количини, меѓутоа сега кога е ситуација да ние сме под ризик за нашето здравје, поготово зимскиот период, минимално 400 интернационални единици да внесуваме, а доколку сме во инфекција и до 2000, па и до 4000, нема голема штета, макар што, повторно зборувам, тоа не би требало да важи за во летен период и во ситуации кога сме ние во добро здравје, бидејќи сепак е тоа значи еден витамин кој што се складира во масти и може да имаме штета доколку